Здраво ученици! Јас сум Игор Михајловски, вработен во Општинско основно училиште Панко Брашнаров од Верес. Со помош на ова видео ќе видиме како се претвора неправилна дробка во мешан број и како се претвора мешан број во неправилна дробка. Меѓутоа, пред да ги видиме постапките, ќе повториме што е неправилна дробка и што е мешан број. За да повториме што е неправилна дробка, ќе ја разгледаме дробката 7 третинки. Од претходно знаеме дека секоја дробка е составена од дробна црта, од бројител и од именител. Бројителот на оваа дробка е бројот 7, додека именителот е бројот 3. Ако ги споредиме, можеме да видиме дека бројителот е поголем од именителот и оваа дробка содржи повеќе делови отколку што има едно цело, или она е поголема од 1. Оваа дробка и секоја дробка кај која што бројителот е поголем од именителот се нарекува неправилна дробка. Мешан број е неправилна дробка која што е запишана со помош на цело и чиста или правилна дробка. Пример, мешаниот број 2,3 петинки. Кај овој мешан број, целиот дел или целите се 2, додека чистата или правилната дробка е дробката 3 петинки. Откако веќе повторивме за неправилна дробка и мешан број, може да одиме со постапката за претворање на неправилна дробка во мешан број. Ја разгледуваме дробката 32 петинки. Знаеме дека дробната црта може да ја замениме со помош на операцијата делење и при тоа секоја дробка да ја запишеме како количник. Тоа ќе го искористиме и ќе го направиме и во овој случај. Значи, дробката 32 петинки ќе ја запишеме како 32 делено на 5. За да видиме колку ќе биде мешаниот број, треба да 32 да го поделиме со 5 или да го извршиме делењето. Како се делеат два броја? Во овој случај броевите се природни броеви и деленикот и делителот, меѓутоа постапката е иста и за доколку броевите не се природни. Делиме од лево или цифрата со поголема позициона вредност кон десно, а тоа се цифрите со помала позициона вредност. Прво што проверуваме е колку пати бројот 5 се содржи во 3. Поради тоа што бројот 5 не се содржи цел број пати во бројот 3, кон 3 ја придружуваме и цифрата 2 и проверуваме колку пати 5 се содржи во 32. Одговорот е 6 и на местото на количникот запишуваме 6. Множиме во обратна насока 6 по 5 и добиваме 30. Производот 30 го запишуваме под бројот 32 и од 32 одземаме 30. При што на тој начин добиваме остаток 2. Со помош на движење ќе видиме кој од овие цифри или компоненти каде се придвижува и кое место го зазема кај мешаниот број. Може да видиме дека количникот оди на местото на целиот дел, остатокот оди на местото на бројителот, додека именителот си останува ист. И неправилната дробка 32 петинки, запишана како мешан број, е 6,2 петинки. Наредно, одиме да видиме како е постапката за претворање на мешан број во неправилна дробка. Ќе го разгледаме мешаниот број 3,3 четвртинки. Овој мешан број ни е представен сликовито со помош на квадрати кои што се поделени на четвртинки, затоа што именителот во мешаниот број е 4. Наредно што треба да направиме е да видиме од колку четвртинки содржи овој мешан
број. Прво што гледаме е трите цели колку четвртинки имаат, а тоа го дознаваме така што секоја цело има 4 четвртинки, значи 3 цели ќе помножиме 3 по 4 и добиваме 12. Кон овие 12 четвртинки ги додаваме и трите четвртинки од четвртото цело и при тоа добиваме вкупно 15 четвртинки. Што значи 3 цело и 3 четвртинки ни е еднакво запишано како неправилна дробка на 15 четвртинки. Сега, ја имаме подоле комплетната постапка, значи како се запишува, но може да заклучите или да видите дека во броителот 4 по 3 плюс 3, јас на 3 и на 4 во производот ги имам сменето местата, сега ќе ви објаснам и ќе ви кажам зашто. Знаеме дека кај множењето важи комутативноста, а тоа е дека броителот и множителите може да се ги сменат местата. Значи 4-3 може да се ги сменат местата, меѓутоа производот ќе остане и 3 по 4 е 12, меѓутоа и 4 по 3 е 12. Зошто е ова направено? Заради тоа што почнуваме од именителот, значи именителот ке мешаниот број е 4 и одиме во насока на движење на стрелките на часовникот. Значи со именителот 4 го множиме целиот дел 3 и на тој производ го додаваме броителот 3. И на тој начин 4 по 3 е 12 плюс 3 е 15. И дробката 3,3 четвртинки запишана како мешаниот број 3,3 четвртинки запишани како неправилна дробка е 15 четвртинки. Со ова видовме како се постапките за претворање на неправилна дробка во мешан број и мешан број во неправилна дробка. Наредно што ни остана е уште да ја добиете вашата домашна работа, за да може вие да претворите неколку мешани броеви во дробки и неколку дробки во неправилни дробки во мешани броеви. На овој слайд имате две задачи, прва и втора, каде што ке прва задача треба да ги претворите мешаните броеви во неправилни дробки, додека во втората задача треба да ги претворите неправилните дробки во мешани броеви. За да ги запишете задачите, може да го паузирате видеото, да ги запишете, па после тоа да го догледате до крај. Пред да завршиме со ова видео, само уште еднаш, јас ќе ви посочам, значи во првата задача, каде што треба мешаните броеви да ги претворите во неправилни дробки, значи почнувате од именителот, одите во насока на движење на стрелките на часовникот и ги извршувате операциите. Првен со именителот го множите целото и на тој производ го додавате броителот и таа вредноста на тој израз ја запишувате на местото на броител, додека именителот ви останува ист или си го препишувате и ќе добиете неправилната дробка. Во втора задача треба да ги претворите неправилните дробки во мешани броеви. Значи, како уште еднаш ќе извршувате операцијата? Значи, го делите броителот со именителот и ќе добиете количник и остаток. Количникот го запишувате на местото на целиот дел, остатокот го запишувате на местото на броителот, додека именителот си останува исто. Со ова го завршуваме видеото и видовме како се претвара неправилна дробка во мешан број и мешан број во неправилна дробка. Пријатна работа и се гледаме на наредното видео.